Инженерството е професија на иднината, тврди деканот на електротехничкиот факултет Татјана Пачемска. Според неа, изборот на овој факултет е вестинскиот за идните студенти, поради можноста за брзо вработување и обезбедување на солидна екзистенција. Меѓу најбараните струки, смета Пачемска е насоката за систем за автоматско управување. Побарувачката на инженери од областа на системите за автоматско управување е огромна. Не постои невработен инженер од оваа област, вклучително и студентите кои што дипломира на нашиот факултет. Многу софистицирани и убави работни места, слични на оние што досега немавме можност да ги практицираме во нашата држава, а ги гледавме во европските развиени технолошки земји. Освен ова, светла иднина имаат и студентите кои се одлучуваат и за насоката обновливи извори на енергија. Стратегијата за развој на Европската Унија до 2050 година, каде што многу децидно е наведено дека до тој период, значи во следните 30 на години, на пазарот на трудот во Европа од областа обновливи извори на енергија ќе бидат потребни околу 2 милиони инженери. За подипломирањето, идните инженери веднаш да се снајдат на пазарот на труд, Универзитетот Гоце Делчев уште во текот на студирањето ги запознава со потенцијалните работни места. Нашите студенти за сега одат во турнуси на посета, така наречена теренска настава во сите енергетски компании кои што произведуваат електрична енергија. Тоа се хидроцентралите, малите хидроцентрали, термоцентралата РЕК Битола. Исто така, во текот на студирањето, студентите на Универзитетот Гоце Делчев се вклучени во научно-истражувачка работа, а учествуваат и на многобројни студентски конференции.